Нашата дневна доза на кафе во кафе бар Папас ја пиевме со човекот кој го гледате секоја сабота на вашите екрани. Човекот кој ја води емисијата Пријатели. Илче, кажи ни од каде потекна идејата токму за ваков тип на емисија? Здраво, Неда. Како прво ти се заблагодарам за повикот за гостување на оваа емисија. Идејата, па почна баш интересно. Како што знаете, имам јас кученце од расата Самует, тоа е Бива, веќе позната на Тера телевизија. И ја шетав обично секојдневно во градскиот парк. И еднаш не ни знаев дека имаше ревија на модели, значи модели кои носе невестински фустани. И тука беше Зоран од Паце и ме праша дали може кученцето да се слика со моделите. Јас секако му дозволив. Тука се запознав за прв пат и со Маја Мискарова. Ме праша дали може кучето да снима во ритмот на градот. Искрено јас никош не сум сакал ни камери, ни да се снимам, ни фотоапарати, но заради промоцијата на кучето се случи тоа. И во текот на интервјуто ја прашав Маја зошто нема нешто во Битола, значи нешто за миленици, затоа што единствена емисија е само во Скопје, тоа е на Мелита. И Маја ми одговори дека порано имало идеја, но немало кој да ја реализира. Кога си одев на дома си реков зошто не јас? И направив концепт, беше прифатен од Тера телевизија, тогаш се запознавме со Ана и ете, соработувам и еве сме каде што сме сега. Кажи ни нешто малце повеќе за приказната за Биба или Благица ќе ја нарекуваме. Благица од сега, да. Па вака, како што кажа, водам емисија за миленици, тоа е доволен факт дека ги сакам животните. Биба, баш интересна случка и тоа беше. Брат ми има другарче кој е од Скопје, тука ги поздравам двата, и брат ми Саши и Бован од Скопје. Бев на поседок, ако може така се каже, кај детето од Скопје, ја видов мајката на Бива, тоа е Ада, така се вика, и просто се заљуби во расата. Значи, прекрасно куче. Кога го видов, не знам, реков мора да имам Самует и тоа е тоа. Чекав, може би една година додека да ја спарат, да го спарат тоа куче. Иако имаше други легла, може да земам друго кученце, но реков мора да биде тоа од Ада. Кога ми кажа дека веќе ја спарија кучката, да можев ќе го излечев кученцето однатре што не можев да чекам да го земам. Значи, премногу бев нетрпелив. Кога се родија, почекав само првата вакцина, ја примија кученцата, појдов да се одберам кученце. Едното ме гризеше за фармерките, другото за врвците од патиките и не знаев кој да го одберам. А Биба седеше, значи, настрана и дое само се гали со мене. Па се одлучив за Биба, си реков овие други деќа ми прават многу неред по дома и на крајот излезе обратно и Биба правеше неред, но сладко, симпатично кученце кој и да прави нешто не можеш да му замериш, така да супер поминав со Биба. Така да, како што е пораката во вашите емисии, дека животните се оние кои што ви пружаат безусловно љубов. Вашите емисии ги следам јас секако и на моја чест така бев и гостинка кај вас. Кажи ни некоја порака и за љубителите на животни, ете сега малце во обратна улога ќе се најдеме јас и ти. И за сите оние што сакаат животни или да чуваат дома. Па вака, интересна мисла која што ми е останата во сеќавање, доколку на човек му покажеш дека го сакаш, тоа ти исто како на куче да му покажеш дека се плашиш. Само што кучето ќе те гризне ногата, човекот ќе ти го скрши срцето. Тоа е доволно кажано за да се знае што може да очекувате од кучињата, затоа што кога ако ти ги сакаш, тие љубовта ќе те возврате не 2, 3, 4 пати дури повеќе од она што вие му го пружите нив.